Наследениот над 1 милион евра долг Светиниколското јавно предпријатие Комуналец и во услови на криза успева да го сервисира, намалувајќи ја сумата од месец во месец. Рационалноста во работата е причината ставката за долгови да биде се помала. Полека го враќаме предпријатието во нормала, колку е нормално, сакам да кажам, како дозволуваат самите услови. Плата се редовно исплаќа, ги намеруваме обврските, инаку зборам испрема Евана, има некое зголемување на електричната енергија, но може да потенцирам дека нашиот град и уличното осветлување е со лед светелки, па не е толку огромна разликата како што е по другите општини. Во меѓувреме не запира градежната офанзива. На повеќе локации во градот се вршат реконструкции како на улиците, тротоарските површини, но и облагодарување на празните површини со современи урбани содржини. Паралелно се работи во паркот, каде што ќе ставиме ново детско игралиште со нови содржини. Буквите за Свети Николе се ставени. Ставевме на еден дел од патеката и чадори, паралелно покрај во паркот, покрај реката, во местото Плава лагуна, така го нарекуваат нашите сограѓани. До крајот на месецот ќе бидат поставени 10-11 нови канделабри, нови клупи. Горе на ракометарското игралиште, со поддршка на нашиот Кирил Лазаров и Видол Артарија на Македонија, се прави ново, модерно ракометарско игралиште со тартан подлога, со нова ограда. Списокот со планирани проекти за реализација е мощно обемен, но за општинските власти не е проблем истиот да се реализира. Како што е планот за реализација на проекти за поквалитетен живот и во селските населби во општината. Мора да споменам дека ние веќе аплициравме и се надеваме дека до есен треба и да почне за изградба на улици во село Црнилиште, 1 и 2 во Долно Црнилиште. Аплициравме исто така и да ги извадиме конечно коцките во градот позади Лучијано, позади Нептун, и да направиме проекти за улици во Анзабегово и Пеширово. Правиме готов ни проектот, предпоставувам дека ќе се најде некое решение за наредната година да се стави канализациона мрежа во село Кадрифаково. Се на се во наредниот период, овие 2 години, да не зборуваме за третата, ќе има доста проекти и ќе бидеме доста активни.